А вашиот човек, например Александар Даштевски, гледате во 2 или во 3 процеси е клучен играч, клучна фигура на разврските. Дава основа за политички азил на Никола Груевски со фингерпринтовите. Го забавува изборниот процес, се случува нешто како инженеринг во Америка, кога гласачите на демократите и републиканците им се дозволува да гласат од дома. Овде во првиот изборен круг, кога е забавен процесот нели на гласање, еден голем дел од луѓето кои се можеби симпатизери на левата опција, Добро. но не би седеле по пола сат или по 45 минути да гласат, за разлика од луѓето кои се мора да помене, кои секош како војска се дисциплинирани, излегуваат веќе во 8 сат на саба или така натаму. Значи тој Александар Даштевски станува клучна фигура на изборните разврски во република и на политичките разврски во република. Секоја чест. И никој не спомна да га сменил партија, само за мене. Да, само се вие. спомнува менувањето на А партија. вие ги нарекувате и кебана на сите конгреси, него е Александар Пандов. Тоа е точно. Иако не се делегати, тие се членови на сите или се присутни на сите конгреси на Значи на ВМРО. не само они двајца, повеќе луѓе беа однесени таму 2017-та. Значи, знаеш како, јас сум кажал тука во емисија и ќе повторам пак, мене не ми е тешко. Ставови многу тешко менјам, посебно ако се базирани или се повикуваат на факти. Ако се погледат фотографиите од Конгресот во 2017, ќе се види дека целата таа линија на луѓе поставени околу Груевски, околу Мицковски, најголем дел не се делегати. И никогаш и никаде не искочија конкретни податоци што на вистина се случувало. И Ова Ландова. Да, нели народот има право да знае. И сега излегува дека мене нешто таму не ми се допаѓало, не било точно, се покрива со пропаганда една историска вистина, дека Конгресот е нелегитимен. Да, меѓутоа сите заборавија. И Антонио Милошевски, и Илија Димовски, и сите главните Да. напаѓачи на Не беа на Конгресот, кои не беа на Конгресот, Сега кои се го наградени. сметат, кои го сметат дека Конгресот е нелегитимен. Да. Сега Тие се се сега наградени. наградени. Зашто се наградени? Затоа што тие луѓе имаат мала интелектуална и посебно морална и етичка вредност. Тоа се луѓе кои што ВМРО ДПМН го доживуваат како работно место, односно извор на финансии, и они се спремни да ги тргуваат своите ставови за финансии. Јас не сум спремен. И никогаш не сум бил спремен.